Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за содржините вечерва. Независно што пораките од Атина за сега не се многу позитивни, не е тешко да се констатира дека со заминувањето на Груевски од власт заврши релаксираниот период на грчката влада во однос на прашањето за Македонија. There is a new government that seems to have a different approach and wants to change things. I think that should be very much welcome on the Greek side. Како до грчка согласност за членство во НАТО и преговори со ЕУ. За промени во ВМРО ДПМНЕ и лидерот. ВМРО ДПМНЕ е во фаза на внатрешно реструктурирање и предкадрско освежување. И членството. Ја мислам дека треба да дојдат нови сили. И штабот за реформи. Поентата е да направиме систем во партијата за контрола на партиските функционери, кој ќе коригира или нема да дозволи да се прават вакви стратешки грешки. Реформистите велат, без промени партијата ќе остане во изолација и дома и надвор. На 3 месеца ја прима дете прв вакцината и од тој момент му се поремети спиењето дење, ноќе. Антивакциналните кампањи и групи прават проблем овој период. Има ли ризик од романско сценарио во Македонија со неколку десетици починати од мали сипаници? Минатата година 2800 дечиња останале невакцинирани од МРП вакцината против мали сипаници, заушки и рубеола. Младата фудбалска репрезентација бара разбирање по поразот од Шпанија. Да продолжат да не бодрат како што го праве до сега, а ние ветуваме дека ќе дадеме све од себе да стигнеме до победа и со Србија и со Португалија. Селекторот на сениорите верува во младите. Тоа се момци кои во себе поседуваат победнички менталитет. 360 степени од Европското првенство во Полска. Ако останете со нас до крај, ќе видите и новата саботажа. Се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Одговорот на прашањето зошто ВМРО ДПМНЕ не успеа да направи влада, ја дава основата за иницијативата за промени во партијата, велат од Републичкиот штаб за реформи во ВМРО ДПМНЕ. Сметаат дека политичката изолација на партијата, дома и надвор, нема да престане без темелни зафати внатре. При тоа реформистите не мислат само на кадровски, туку и на статутарни измени кои ќе го развластат лидерот, кој да е, и ќе воспостават внетрепартиски демократски систем на контрола. И Никола Груевски е за промени во ВМРО ДПМНЕ, вели дека тие веќе се случуваат, но очигледно ги замислува различно од членовите на иницијативата за реформи, кои веднаш беа разрешени од функциите во општинските комитети. Петар Клинчарски за состојбите во ВМРО ДПМНЕ по останувањето на партијата во опозиција, иако поединечно освои најголем број гласови на изборите во декември. Музеј на ВМРО, здание чија изградба е под истрага на СЈО. Слично како раководството на ВМРО ДПМНЕ, кој изминатиот викенд во музејот го прослави 27-миот роден ден на матичната партија, партија која е една од најбогатите во Европа. Но материјалниот суперлатив не се преслика во годинешнава прослава. Можеби затоа што ова е прв роден ден по полнолетството што ВМРО ДПМНЕ го дочека во опозиција. ВМРО ДПМНЕ е во фаза на внатрешно реструктурирање и предкадрско освежување. Партијата ги прави последните подготовки за новиот начин на действување во ново создадената ситуација. Во текст е консултации и внатрепартиски диалог за промени и корекција на се она што е наша слабост и грешки, креирање и на нови политики во различни области,
каде недостасува или беа застарени или запоставени. Во тек е внатрешна обнова и подготовка за нов почеток, ново утро, кон повторно враќање на власт. Задоволни од функционирањето, но и со низа забелешки се членовите и симпатизерите кои дојдоа на прославата, што и посакуваат на партијата како роденденска честитка. Можда евентуално неки мали измени, меѓутоа генерално гледано, целиот состав е био во многу добра, чак да кажем и одлична позиција. Имало тук, тамо, некои кои би могли евентуално да се смене. Мора да има некои промени во партијата, нешто од ново да се почне и за да се издигне пак, нели? Да се возвиши, иначе без реформи потешко ќе иде. Не, ВМРО се сите уред. Нема што да се смени со ВМРО. ВМРО никога да си остане пак на чело. Ја мислам дека треба да дојдат нови сили. Има луѓе кои не заслужуваат, кои го одработиле своето и више толку ми бе капацитетот и не може да во ова време, ново време да дадат нови идеи, немат нови идеи и затоа треба да дојдат нови сили. Има луѓе кои имат тие особини и кои ќе допринесат за консолидирање на партија, за подобро утро. Лидерот Груевски најави реструктурирање во партијата, но групата функционери од ВМРО ДПМН, кои пред една недела побараа реформи и демократизација, беа експресно отстранети од партиските позиции. Тогаш пошто се разликуваат концептот на промени на раководството на партијата и оној на незадоволните членови? Одговор не добивме. Знаете како, сепак ова е еден значаен јубилеј, значаен, морам да кажам, роденден, така да јас сепак би завршила дека треба да бидеме единствени, треба да бидеме сплотени, со многу љубов и посветеност да работиме за иднината на нашата држава. ВМРО ДПМН секогаш знаеле дека кадровската понуда е важен дел од политиката и секогаш имаме човечки потенцијали да понудиме освежување и подобрување на начинот на работа, зависно од тоа што сме приметили дека е можеби одреден недостаток во сите овие години. Сепак сме голема организација, ценам дека единството ни е врвен приоритет, без разлика на мислената на поединци. Единствени, кога треба храброст да се застане гордо пред секој противник, затоа што единството е непокорно. 124 години ВМРО, 27 години ВМРО ДПМН. Единствени. Актуелното раководство на ВМРО ДПМН славеше под надзор на смрзнатиот поглед на околните споменици. Но роденденскиот собир помина без делот до вчера лојални партиски функционери. Внатре-партиската криза, односно недостатокот на демократија во партијата, не е нов. Сега се наоѓаме во една суптилна, една внатрешна криза која можеби делимично останува покриена за јавноста, но сите ние внатре во партијата ја знаеме. А тоа е немањето кредибилитет, односно не сме кредибилен партнер ни за меѓународната заедница, ни за домашните политички субјекти да прифатат соработка со нас. Ваков е ставот на Петар Богојевски, докторант по политички науки, кој од 1995 година е член на ВМРО ДПМН. Тој е основач и председател на Општинскиот комитет на Унијата на млади сили во Крушево. Беше на функции во повеќе државни институции, а сега е државен советник во Министерството за одбрана. Вели дека партијата од 90-тите години наваму успеала да преживее многу кризи. Од периодот кога Клюсев беше премиер, преку Георгиевски и сега кога лидер е Груевски. Па ние само се надоградивме на оно што го предложи председателот на партијата. Он рече ќе правиме реформи во партијата. И апсолутно се согласуваме сите заедно, и раководството, и членовите, и сите учесници во политичкиот живот во партијата. Меѓутоа, на нас не ни треба површни реформи. На нас ни треба суштински реформи, статутарни реформи. Ние ништо нема добиеме како партија од промена на лидер или промена на 10 луѓе во извршен комитет или 15 луѓе во централен комитет.
тоа ништо нема да постигне. Бидејќи нема гаранција дека новиот лидер нема да греши понатаму. Сите сме луѓе, сите грешиме. Поентата е да направиме систем во партијата за контрола на партиските функционери, кој ќе коригира или нема да дозволи да се прават вакви стратешки грешки, кои не доведува до внатре во државата изолација, изолација во внатрешна политичка сцена и меѓународна политичка сцена. Покрај Богојевски, во штабот што бара реформи е и Александар Михајловски, кој е член на ВМРО ДПМН од 1996 година. Работеше во МВР, беше председател на неколку партиски комисии и правен застапник на партијата пред ДИК. Иницијативата за промени, во која членува, повикува на генерален реизбор на сите партиски функционери, на тајно гласање, промена на политиките и деизолација на ВМРО ДПМН, како на внатрешен, така и на меѓународен план. Ние сочекавме да видиме кој ќе биде, како ќе биде одговорот на партијата, односно дали ќе се отвори внатрепартиска дискусија за причините поради кои ВМРО ДПМН не успеа да формира влада и кој е планот на партијата за излез од таа ситуација. Од кога се понуди реформа персонална, само за кадровски освежувања, оценивме дека тоа нема да биде доволно за да може партијата да излезе од сегашната ситуација, која што се наоѓа, тоа е домашна и меѓународна изолација, и затоа излеговме јавно да проговориме и да побараме суштински реформи во ВМРО ДПМН за демократизација на партијата како прв чекор и предуслов за повторно враќање на силата на ВМРО ДПМН во Република Македонија. На прашањето зошто реформи токму сега, кога ВМРО ДПМН остана во опозиција, Михајловски вели дека ако порано побарале внатрепартиска дебата, тоа ќе влијаело негативно на позициите на партијата пред изборите. Ние сметаме сега во оваа ситуација кај што се наоѓа ВМРО ДПМН, дека демократизацијата на партијата, ако се врати процесот на носење на одлуките да биде членството, тоа ќе биде мотивационен услов членовите масовно и активно да допринесат да се врати силата на партијата. Од Републичкиот штаб за реформи не ги откриваат следните чекори. Велат дека ќе одат чекор по чекор. Тврдат дека енергијата за промени тлее кај многумина нивни сопартици и дека доправа ќе се ослободува. Најавуваат активно лето и нови приврзаници. Дали еден од нив е советникот на ВМРО ДПМН во општина Центар, Илија Илиовски, кој по роденденската објава на лидерот Груевски за потребата од внатрепартиски реформи на Твитер напиша: "И сега, кој ќе почне прв со извинување?" На коментарот на една твитерџика дека на реформи требало да се сети пред 1, 2 или 3 години, Илиовски одговара: "Значи признаваш дека одамна требало реформи. Знаеш, никогаш не е касно." Остануваме кај ВМРО ДПМН. Партијата лани имала 4 милиони и 200 илјади евра приходи, што е рекорд во последните години. За споредба, СДСМ во 2016-та имала приходи од 1 милион и 200 илјади евра. Податоците денеска ги објави Балканската истражувачка мрежа БИРН на својот веб портал Призма. Во студиото на 360 степени вечерва е Мери Јордановска, авторка на текстот. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Зошто рекордно ниво на приходи? Што велат споредбите со претходните години? Да, ако во 2014 година ВМРО ДПМН имала приходи од 3,8 милиони евра, во 2015 приходите паѓаат на 2,4, за во 2016 година веќе пикот се достигнува 4,2 милиони евра, што е речиси двојно повеќе за разлика од другите години и многу пати повеќе, 4 пати повеќе за разлика од СДСМ, да речеме. За ДУИ веќе не се прави воопшто разговор тука затоа што се видно помали приходите на. Таму е сумата под 400 илјади евра. Да. Кажете ми, дали е теркот повторно? Дали станува збор за донации од физички лица? Дали повторно станува збор за групи од повеќе стотици луѓе кои што во еден исти ден донираат на партиската сметка на ВМРО ДПМН? Да, теркот е потполно исти, ако истрагата на специјалното јавно обвинителство не ја опфаќа 2016 година.
и покрај тоа што овие се највисоките приходи до сега, има донирано за партијата во 2016 година 5880 лица, што е исто така огромна бројка. Сите тие има донирано, сега зависи, 10.000 динари, 15.000, 20.000, 60.000 динари. Меѓутоа се е во еден ден, да речеме на 15 јануари, 200 лица донирале во одредена банка, после неколку дена уште 200 други. И тоа е тој терк кој што ние го забележуваме со години наназад, меѓутоа не можеше да се утврди никаква криминална активност, затоа што новинарите немаат можности да влезат во банките да испитаат на кој начин биле уплатувани, тоа само специјалното јавно обвинителство до сега го отвори, меѓутоа теркот е повторно истиот. Да, како што велите, СЈО го води овој случај под кодното име Талир. Оваа година за која што зборуваме не е дел од истрагата, станува збор за периодот 2009-2015, кога според сомневањата на СЈО станува збор за 4,9 милиони незаконски прибрани евра на сметката на ВМРО ДПМН. И само да кажеме, оваа сума од 4,2 милиони евра за 2016-та се приходи надвор од приходите кои што партијата ги добила за изборите. Да, ова е регуларната сметка, фактички сметката на која што се собираат средства преку донации, преку чланарини, евентуално закупнини, значи на тој начин се стекнати, не се стекнати за донации за избори. Значи ова е сосема друга сметка, ова е регуларната сметка на ВМРО ДПМН и на останатите партии. Значи ова се лица кои што доброволно сакале да донираат во партијата надвор од и покрај тоа што во 2016 имаше избори на сметката регуларна на тогашната владеачка партија. Иако истрагата Талир за претходните години се сомнува дека станува збор за голем број фиктивни уплати од претходно незаконски прибавени средства. Но и покрај овие приходи, партијата има исклучително мал број вработени. Исклучително мал број редовно вработени во на бела огромна палата работат. Тоа е, мислам дека една многу голема тема за истражување, како е возможно и да земеме пример една фирма која што, да кажем, има приходи од 4,2 милиони евра, има голем број вработени. Тоа се фирми со толкави приходи, очекувано и нели, колку што се поголеми приходите, толку да е поголем бројот на вработувањата. Кај ВМРО ДПМН се забележува една стагнација во поглед на вработувањата. Во 2014-та, например, партијата има само едно вработено лице. Во 2016-та има 4 вработени лица, пошто неизвестно останува и кои се тие лица кои што работат во таа бела палата. Таму имаме обезбедување, има хигиеничарки, има луѓе кои што па на 3 пати треба да те претресат нели додека да влезеш, има кабинети, кои се работи таму и со каков статус се тие лица кои што нели секојдневно одат на работа во белата палата, останува малку прашање кое што висија портпаролот Иво Кутевски не одговараше ниту минатата година, ниту сега на прашањата. Тоа е еден од 5 темина редовно работени таму, заедно со Гордана Јанкуловска, Миле Јанакиевски, Јохан Тарчуловски сега станува пратеник и Мартин Протојер. Добро, вие во вашиот текст забележувате на квалитетот на податоците кои што годинава ги добивате од Централниот регистар. Зошто? Во што е проблемот? Ако минатата година тој скратен исказ од годишниот преглед од финансиската состојба на партијата можеше да се види како се добиваат, на кој начин се стекнати приходите. Дали тоа било преку донации, преку чланарини, дали биле закупнини, дали биле некакви услуги кои што ги нудела партијата, сето тоа беше набројано во табела од Централниот регистар. И тоа беше расчленато по ставки. Да речеме, од 4 милиони евра, 3,9 милиони евра се од донации. Или да речеме трошоците на партијата. Од тие трошоци кои што ги имала партијата, колку пари биле издвоени за плати на вработените. Потоа можеше да се пресмета колку од прилика изнесува просечната плата која што ја зема еден вработен во ВМРО ДПМН и слично. Оваа година тие ставки се празни, значи ги нема. 3 ставки се само кога го побаравме скратениот исказ за финансиската
финансиската состојба, 3 ставки се приходи, расходи и на крајот салдото конечно. Зошто имате објаснување? Ние кога ги земав од таму финансиските извештаи, ми рекоа доколку сакате толку детални работи за секоја од тие ставки понатаму треба да платите 70 денари, ама треба точно да нагласите што ви треба, дали ви треба плата, дали ви треба слично. Нешто така што не ми е јасно сумата која што се плаќа за таа услуга во Централниот регистар е иста, а голем број ставки кои што реално даваат добра слика за тоа што се случува во една политичка партија сега изостанува, што е навистина отворено прашање од кои причини Централниот регистар наеднаш одлучува да ги скрати тие ставки и да не ги внесе во овие извештаи. Добро, ќе следиме да видиме што дополнително евентуално ќе истражите и ќе објавите. Овој ваш денешен текст е само дополнување на она што СЈО го објави пред неколку недели, а и вие и други истражувачки тимови го работеа во претходните години за сомнителното финансирање на ВМРО-ДПМН, една од најбогатите партии во Европа. Благодарам што вечерва бевте дел од 360 степени. Благодарам за поканата. Ве поканувам да останете на Алсат. Имаме уште атрактивни содржини. Независно што пораките од Атина за сега не се многу позитивни, не е тешко да се констатира дека со заминувањето на Груевски од власт заврши релаксираниот период на грчката влада во однос на прашањето за Македонија. There is a new government that seems to have a different approach and wants to change things. I think that should be very much welcome on the Greek side. На 3 месеца ја прима дитепер вакцината и од тој момент му се поремети спиењето дење, ноќе. Антивакциналните кампањи и групи прават проблем овој период. Има ли ризик од романско сценарио во Македонија со неколку десетици починати од мали сипаници? Се враќаме со емисијата 360 степени. Премиерот Зоран Заев утре патува за Софија, каде ќе се сретне со бугарскиот премиер Бојко Борисов. Неизвестно е дали при тоа ќе се подпише договор за добрососедство, што би значило затворање на едно од двете отворени прашања со соседите, кои се пречка во евроатлантските интеграции. Второто прашање е она со Грција. Таму пред неколку дена беше шефот на дипломатијата Никола Димитров во мисија на презентирање на, како што сака да каже, новото лице на Македонија. Пораките на пријателство засега не се доволни за промена на грчката позиција, но квалификуваната јавност во Атина е свесна дека со заминувањето на Груевски од власт заврши опуштениот период за грчката дипломатија. Владимир Мирчевски од Атина. Атина, Грција, невралгичната точка на Унијата, мекото ткиво на европските надворешни граници. Земја во последните години зависна од економските транши и солидарноста на останатите членки на ЕУ. Последен пат овде во Атина бев во 2010-та. Од тогаш се променија неколку работи. Пред се влади беа социјалистите, ги наследија конзервативците, па на крај дојде крајната левица. Се промени некои елементи во внатрешната политика, пред се во однос на справувањето со должничката криза. Но она што се чини дека е непроменливо, дека е зацементирано, тоа се така наречените црвени линии на грчката надворешна политика во однос на прашањето за името. Иако медиумски не е толку експлоатирано како во 2007 или 2008 година, периодот пред и по Букурешкиот НАТО самит, ова прашање сепак има значење, особено кога во земјата доаѓа новиот шеф на дипломатијата на северниот сосед. Никола Димитров од автомобил веднаш влета во телевизиско студио во мисија на омекнување на грчката јавност, негативно сензибилизирана од потезите на македонските власти во изминатите 10 години.
Повторувачките чекори на грчките гардисти се вистинска метафора за синхронизираноста на позициите на актуелната со претходните влади во Атина. Знаеме дека нашиот сосед сака да биде член на повеќе регионални организации. Ние сме отворени да ги поддржиме нивните напори, под услов прво да се реши прашањето со името. Дека станува збор за иста песна зимето со различни интерпретатори, се согласуваат и нашите соговорници, обични луѓе кои не гледаат разлика меѓу различните политички гарнитури. Is this government now, Syriza government, is it better than the others? The same things. They're the same. Exist. Doesn't exist different between. They're like Nea Demokratia, like PASOK. Like PASOK, like everybody. All the people for one politic, for good all the people. The politic of the euro is very, very bad. Силниот анти-НАТО и анти-ЕУ сентимент во грчката јавност, организации кон кои се стреми Македонија, не се отсликува врз позициите за името на оваа левичарска влада, чиј шеф на дипломатијата за проблемот кажа дека од географски во времето на Никола Груевски станал идентитетски. Со ваквото тврдење не се согласува првиот човек на Елиамеп, највлијателната think-tank организација, не само во Грција, туку и во регионот. Често тоа што Елиамеп го наведувал во своите документи се преточувало во политики. This name issue and the whole general thing has dragged on for too long. I mean, Greece has an interest in having a peaceful, democratic, stable, prosperous neighbor. You're not interested in having a neighbor that is isolated, that is moving towards undemocratic solutions, does not respect human rights, or is not doing well economically, right? And what happened in the last almost 10 years has been sad, because bilateral relations basically were frozen, and developments in your country were not a source of optimism and encouragement from us. Now, there is a new government that seems to have a different approach and wants to change things. I think that should be very much welcome on the Greek side. I believe that we need to move fast. And I insist, it's not just a name issue. It's an agreement on what kind of neighbors we want to be. And what kind of neighbors we want to be includes how each one perceives the other, and what claims there are or should not be vis-a-vis each other. Позитивна и добредојдена е промената во атмосферата меѓу двете земји, но засега недоволна за напредок земето, вели Никос Смелетис, новинар кој со години го следи спорот. Што мисли за идејата изнесена пред шефот на НАТО, покана за членство под привременото име, а конечно решение во период на ратификување на пристапниот договор во националните парламенти. No Greek government can accept this proposal because, as I told before, it's like to live to the consensus that we had made with very many difficulties in NATO in Bucharest. So I think that the Greek government is waiting some positive steps from your side, not only in the name issue, but for example with the status in Skopje, for the name of airport in Skopje, so to prove that is really the change, the atmosphere and the mood in the bilateral relations. Сепак, професорот Цукалис нема дилема дека доколку декларираната искреност за добрососедство на новата влада биде подкрепена со реални чекори, релаксираниот период за Грција ќе заврши, а Тина ќе треба и самата да покаже знак на добра волја. Yes, I'm sure there are some people in my country, like in any country, that do not want. I mean, there may also be people, who see relations with the rest of the world as zero-sum game. I do not see relations with the rest of the world, and especially with my neighbors, as a zero-sum game. There's a positive-sum game to be had between our two countries. A very positive
some game. And we missed our chances now for more than 20 years. But you believe that there can be a restart of the whole process? Oh yes, I always believe that this is possible, but it will require effort and it will require also political courage. Because at some stage, politicians in your country and mine will have to go and defend in front of their public opinion an agreement that is short of the maximum they've been advocating for a long time. But you're optimistic that if Skopje delivers, Athens will be... It could be ready to deliver. I hope so. I very much hope so. But I cannot guarantee it. There will be people who will fight it, no doubt, no doubt. But a serious compromise on a whole package can be something that can be, I don't like the word sold, but something that can be defended seriously in front of the public opinion. And that's something that we should bear in mind. Независно што пораките од Атина засега не се многу позитивни, не е тешко да се констатира дека со заминувањето на Груевски од власт заврши релаксираниот период на грчката влада во однос на прашањето за Македонија. Атина е под засилен притисок на Берлин, Брисел и Вашингтон за да се деблокираат евроатлантските интеграции на соседот. Тој притисок природно ќе расте ако новата влада покаже резултати во реформите и ако пријателската реторика кон Грција ја подкрепи со практични чекори за градење доверба. Во нивно очекување од Атина за 360, Владимир Мирчевски. Кампањите против вакцинирање на децата се причина за појава на болести кои одамна се сметале за искоренети во Македонија, како например црна кашлица. Прашањето што го истражуваше Славица Филиповска е дали има ризик од сценарија слични на романското, каде неодамна 25 лица почина од мали сипаници. Вакцината против оваа болест, која многу родители ја сметаат за причинител на аутизам, лани не ја примиле дури 2800 деца во Македонија. Што може да се случи кога овие деца ќе тргнат во градинка или во училиште? Каков е квалитетот на вакцините во Македонија? Зошто некои родители се уште ги купуваат во странство? Вакцинацијата во Македонија не оди според препораките на надлежните. За колективен имунитет потребно е над 95% од децата да се вакцинирани. Но за дел од вакцините, фактичката состојба за изминатата година е далеку под овој процент. Веќе почнуваме да ги гледаме болестите за кои заборавивме како изгледа, кои сметавме дека исчезна. Здравствениот инспекторат поднел 126 прекршочни пријави за родителите кои не ги вакцинирале своите деца. Оваа мерка не ги плаши оние кои сметаат дека вакцинацијата ја платиле прескапо. Не знам која казна би следала и што ако ме казнат. Не знам што ако ме казнат. Мене веќе ме казниле, животот ми го уништиле. Здравствените власти гарантираат дека вакцините во Македонија се безбедни. Вакцините се безбедни, испитани и проверени, набавуваме вакцини само од земји од Европска унија. Има ли Македонија колективен имунитет? Весна Андреева за најубав ден во животот го смета оној кога на свет го донела своето првороденче Кристијан. Уште од првиот момент, младата мајка се соочила со вообичаените детски болести, кои за жал невообичаено долго траеле, до тој степен што целосно ќе го сменат животот на незиниот син, но и на целото семејство. Мојот син е роден 9.11.2004 година, роден како здраво дете. Се сомневаме на вакцината Титепер на 3 месеца која ја прими. Он имаше продолжена жолтица од самото раѓање. На 3 месеца ја прима Титепер вакцината и од тој момент му се поремети спиењето дење, ноќе, не се знаеше кога треба да спие. Ги прашав докторите што точно се случува со Кристијан, зашто наеднаш се поремети спиењето и стана, да речеме, поплачливо дете од претходно. Ми рекоа дека наводно уште е рано, дека е сепак бебе и заради тоа уште не знае дење и ноќе. Весна смета дека лекарот не смел да дозволи вакцинирање на Кристијан, кој во тој момент имал жолтица. Иако јас на почетокот бев
најголем скептик дека вакцината е проблем за аутизмот, бидејќи сите родители се сомневаат на МРП на 13-месечна возраст за таа вакцина, али јас кога го родив моето второ дете, осетив разлика дека е претходно разликата дека е Кристијан, дека не е баш од таа вакцина и затоа бев најголем скептик дека е од вакцината. Стално се спротивставав на мислењата на другите родители дека вакцината е проблем за аутизмот. Но подоцна, да речем пред неколку години, може пред 2 години, 3, случајно најдов на интернет каде што баш нус појави на Дитепер вакцината стои меѓу другото и дека се добива аутизам. Значи мислам дека и во најнормална состојба Дитепер може да појави аутизам. Весна е една од мајките што се сомневаат во бенефитот од вакцинирањето, но и во квалитетот на вакцините што ги увезува Македонија. А до властите апелирам и до сите надлежни да остават на родителите да се биде право на избор за вакцината, да не бидат виновни после самите они за тоа што се уништиле многу човечки животи. Група родители пред 3 години пред Уставниот суд ја оспорија законската одредба за задолжително вакцинирање на децата. Судот ја одби представката, но дебатата за ова прашање продолжи. 360 степени ги побара членовите на антивакциналното здружение Здравје со игла не влегува, но сите одбија јавно да зборуваат. Не постои научна студија во светот која би поддржала теза дека вакцините предизвикуваат аутизам. Дефектологот професор Владимир Трајковски, повикувајќи се на бројни анализи, вели дека вакцините можат да ја влошат состојбата, но не и да го предизвикаат аутизмот. Јас ги поддржувам родителите на право на избор заради тоа што исто така е докажано во повеќе студии дека дете кое што има веќе аутизам и по примање на секоја наредна вакцина него му се влошува клиничката симптоматологија и тука ги оправдувам оние родители кои што веќе имаат дете со аутизам, другото дете да не го вакцинират. Во Македонија се спроведува задолжителна и бесплатна вакцинација за секое новородено дете. Уште во првите 24 часа по раѓањето, новороденчињата примаат вакцина против жолтица, а до крајот на првата година и против туберкулоза. Со полни 2 месеца примаат 6-валентна вакцина против жолтица, детска парализа, дифтерија, тетанус, црна кашлица и хип. Со полни 3,5 месеци повторно примаат 5-валентна вакцина која штити од сите овие заболувања, освен хепатит Б. Таа се повторува и на полни 6 месеци. На 12 месеци децата се вакцинираат со МРП вакцината, чија цел е да создаде одбранбен механизам против мали сипаници, заушки и рубеола. Од 18 месеци до 18 години се прави ревакцинација 5 пати. Дополнително сите девојчиња на 12 години ја примаат и вакцината ХПВ, како заштита од рак на грлото на матката. Кога над 95% од популацијата е вакцинирана, се смета дека е создаден колективен имунитет во државата, односно заштита од појава на заразна болест. Поголем дел од родителите што ги анкетиравме го поддржуваат вакцинирањето. Тоа е добро за сите, и за децата, и за нас. Верувате во квалитетот на вакцината? Па да. На никој нема во интерес да нацијата му се разболе или нешто слично. Вакцинирањето, па да, во целина да, иначе без вакцинирање што би правили? Вакцинирани сме и јас сум претhodno женет, децата ми се вакцинирани, јас исто така. Верувам во квалитетот, да. Имало некакви проблеми? Не до сега, фала му на Господ, не. Фала му на Господ, не. Не спорејќи за потребата, туку сомневајќи се во квалитетот. Еден родител за 360 степени сведочи дека вакцините ги купува од Грција и дека му се дадени на неговото дете во државна здравствена установа во Македонија. Процесот е многу едноставен. Тоа е еден телефон од една или две аптеки веледрогерии во Солун, каде што се најавувате ми треба таа и таа вакцина, 5-валентна, 6-валентна и така натаму. Човекот вели да ја имам, дојдете тогаш и тогаш, една сабота, едно патување до Солун, се купува во фрижидерче за амбаз, се става, каде што се чува на одредена температура, под таа температура, над таа температура да не се покачи, значи температурата на која се наоѓа вакцината и
се носи во Скопје, се чува во фрижидер и на крај се транспортира до лекарот, до докторот што му ја дава на детето. Тоа велам дека сепак се лекари од јавно здравство. И покрај ваквото сведочење и многу други слични примери, надлежните тврдат дека е невозможно вакцина купена во странство да се стави во јавна здравствена установа во Македонија. Антивакциналните кампањи и групи прават проблем овој период, бидејќи едноставно ги насочуваат родителите да не ги вакцинираат. Децата ги убедуваат дека вакцините не се безбедни, а никој не може да не убеди нас, експертите, дека вакцините пред 50 години биле побезбедни отколку сега. Професорката на фармацевскиот факултет во Скопје, Александра Грозданова, е дел од државниот тим кој врши контрола на увезените вакцини. Тврди дека еден од најригорозно контролираните процеси во фармацевската индустрија е токму производството на вакцини. Еве, на пример, вијалите имаат и маркер, значи тоа црно триаголниче, тоа значи дека тука имало температурни девијации, односно промени, кои што означуваат дека сега не треба оваа вакцина да се дава. Убедена е дека составот на вакцините не може да биде причина за појава на болест кај дечињата. Секој еден лек покрај активната компонента има и помошни материи. Тука влегуваат материи како што се алуминиумот, меѓутоа неговите алуминиумови соли. Многу често оспоруваната жива, ќе споменам, живата апсолутно не се наоѓа во елементарен облик, односно како молекула жива во составот на вакцините, туку во органско соединение темеросал, кој што е одобрен за употреба. Постојат, можат и самите родители и да прочитаат, во X прехранбени производи. Од типот, еве, например, алуминиумовите соли ги има нормално во мајчиното млеко, има во формулите за новороденчиња, во оние прашоци за вештачко млеко, во преработките од исхраната, посебно во конзервираната храна, каде што континуирано во многу поголеми количини ги внесуваме. Да не споменам колку овие материи ги има во козметичките препарати, секојдневно кои што ги користим. Минатата година 2800 дечиња останале невакцинирани од МРП вакцината против мали сипаници, заушки и рубеола. Најголем дел од нив, 2400 се од Скопје. Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат велат дека во 2016 поднеле 126 прекршочни пријави против родители, како опомена дека може да влијаат врз здравието на своите деца. Казните се движат од 300 до 650 евра. Намалениот процент на вакцинирани деца е причина детската клиника во Скопје да регистрира случај на црна кашлица, вели директорката Аспазија Софијанова. Пред 10 дена примивме детенци со пертусис, значи со црната кашлица така наречена, која што и го извадивме тоа дете и го верифициравме во Институтот за јавно здравје и го пријавивме. Веќе се повеќе и повеќе гледаме и морбили, значи ситни сипаници, гледаме гледаме паротит, односно заушки. И сега, ако треба да размислуваме за ушките, што можат последици да остават, кои во моментот може би и не изгледаат така, но може да остават траен стерилитет кај машките. Рубеолата која влегува исто така во склопот на таа вакцина, која практично исто така представува ситни сипаници, а ако мајката ја добие во текот на бременоста, дефинитивно остава и има тератогено дејство. Несаканите ефекти од вакцинирањето кај одредени деца, Софијанова ги припишува на нестручноста на лекарите, од кои дел често ги вакцинираат децата кампањски и без детална здравствена проверка. Никој не исклучува дека ако детето носи предиспозиција за одредени работи и дека ако не во право време се одлучи да се комбинираат повеќе работи заедно, вклучувајќи вакцинирање во погрешно време, дека сето тоа нема до некаде и да доведе до одредени нус ефекти кои сме ги гледале, како што се температура, како што се други реакции, вознемиреност, плачливост. Значи, многу е важно кога се дава вакцината, затоа и реков, униформата да биде првично таа која ќе одлучи дали е времето окей или не е окей за давање на вакцина. Децата не се машина. Децата не се штанцање на ставање на некој тип на, да речеме, од надвор, независно што е корисен во случајот за нив, па по секоја цена само да се даде во тој одреден временски период. Според доктор Јованка Костовска од Министерството за здравство, и невакцинираните деца мора да се примат на училиште. Но едно невакцинирано дете во градинка може да направи проблем и во училиште.
Меѓутоа, во нашите закони само стои дека да се провери вакциналниот статус и да се укаже на детето, доколку не е вакцинирано, да ги прими вакцините, па да дојде во градинка или во училиште. Во нашите закони нема санкции, нема одредби каде што пишува не сме да се прими во училиште или во градинка. До каде ќе оди поделеноста по ова прашање во Македонија? Не знам која казна би следала и што ако ме казнат. Не знам што ако ме казнат. Мене веќе ме казниле, животот ми го уништиле. Имам стварно голем проблем со Кристијан. Стварно е, да речем, една од потешките форми на аутизмот. Затоа и денес не можете да го снимате овде. Он не поднесува нови луѓе. Тогаш кога би ги ставале на кантар сите овие плюс и минус ситуации, она што го носи вакцинирањето, пречистените вакцини, вакцините кои што на вистина кога ќе се дадат во правилниот временски период под контрола на лекар, го нагласувам, и со претходно добро прегледан пациент, значи дете, сигурно дека бенефитот е огромен. Овде не е крајот, следува уште една кратка пауза, а по неа се репортажата од Полска, каде младата фудбалска репрезентација го има дебитантскиот настап на едно европско надпреварување, а потоа и саботажата. Останете на оваа фреквенција. Во следните минути веселиме во Полска, во градовите Гдаńsk и Гдиња, каде младата фудбалска репрезентација настапува на Европското првенство прв пат во историјата на независна Македонија. Се чини дека поразот од Шпанија во првото коло не оставил длабоки траги кај играчите, кои веруваат во подобар исход веќе на утрешниот меч со Србија, а потоа и со Португалија. Тамо е нашиот Никола Здравковиќ. часот е во Гдаńsk. За дел од жителите на овој живописен полски град, знак дека работниот ден завршува. За други пак, можност да одморат и да поуживаат во музиката која создаваат ѕвоната од базиликата на Света Марија. Црквата во готски стил е само едно од прекрасните историски зданија кои го бојат и го исполнуваат со дух ова пристаниште. Во Гдаńsk ретко се поврзуваат 2-3 сончеви денови, но тоа не е пречка за туристите од ширум планетата да дојдат и да вдишат од вековите распослани по градскиот плочник. На пролетните температури раскошот не им одолеа ниту поранешниот претседател Лех Валенса, творецот на демократска Полска и добитник на Нобеловата награда за мир. Како да го осмислил Ханс Кристијан Андерсен, а го осликал некој што слика детски сликовници. Тоа е Гдаńsk во една реченица. На овие калдрми низ текот на годините минале многу цареви, кралеви, војсководци, меѓутоа и обични патници и талкачи. До овие калдрми ќе забележите згради кои што датираат почнувајќи од средниот век, па се до оние градени во текот на наредните векови, а изгледаат на вистина живописно. Гдаńsk е град кој чува за секого по нешто, за почитувачите на историјата и религијата, за љубителите на доброто домашно полско пиво, како и за романтичарите и поетите. Гдаńsk честопати во јуни знае да изгледа како скопскиот октомври, но тоа не им пречи на туристите од сите краеви на светот, во цели реки, да го посетуваат. Линијата каде завршуваат историските, а почнуваат модерните градби, скоро е невидлива. Но следејќи апатеката на зградите од поновото доба, по 20 на километри ќе стигнете во Гдиња. За државата тоа е дом на полската морнарица, за жителите на Гдаńsk пак помала сестра, за туристите место со прекрасни песочни плажи. Од македонците ретко кој доскоро знаеше да ја покаже на карта, но тоа преку ноќ се смени.
Врдиња е местото каде за прв пат македонски фудбалери го забодеа знамето во оазата каде се најпочитуваните знамиња во фудбалскиот свет. Без разлика уште колку пати македонските фудбалски репрезентации ќе се пласираат на светско или европско првенство, ќе остане запаметено дека портите на фудбалскиот свет, на фудбалската планета, за Македонија ја отклучија Благоја Милевски и неговите избраници. Освен репрезентативците, фудбалската историја на Македонија денеска ќе ја испишат и сите оние кои ќе бидат на стадионот во Гдиња. Прв противник на европското првенство, моќната Шпанија. Наспроти Бабунски, Барди, Алексовски и другарите, имиња испишани врз дресовите на Реал Мадрид, Барселона, Атлетико. Поразот резултатски убедлив, но оние 300 навивачи кои допатуваат повеќе македонски градови видоа иста таква Македонија. Убедлива, екипа која шутира, дрибла, додава и не се плаши. За да уживаме во таква игра и против Србија, клучно е разбистрување на мислите и поддршката од најблиските. Тие ги наполнија авионите и автомобилите. За нив Гдиња немаше да биде далеку и да е на крајот од светот. Ѓуко многу храбро и смирено ги игра над праварите, тоа е она што можам да го кажам за него. Има доста самодовербен, нормално како и сите играчи знае никогаш да направи кикс, меѓутоа за престојните надпревари е пред се психички спремен на секоја утакмица, значи таму сме постојано присутни, дури и кога игра за матичниот тим, меѓутоа и за репрезентација стандард сме присутни сегда. Чисто многу импулсивно реагирам, меѓутоа тоа доаѓа од внатре, нели, природно. Знам да станам, да викам, мислејќи дека ме слушаат, што треба да направат. Малце му е тешко го доживеа овој пораз. Сепак после долго време они нели нема никаков пораз до сега. Еден пораз им беше во квалификации. Мислам дека имаат во нив сила да из овие два надпревари. Дека се психички спремни, дека ја ги познам долго време. Со нив сум многу години уназад. Шпанија е поука. Новие фудбалери не помислуваат тоа да влијае врз следните настапи. Не изговараат гласно, но чувствуваат дека во наредните два надпревари може да се случат големи работи. Како најсилно оружје и нас што не здвојува како екипа е братството, можам да кажам, помеѓу нас, другарството, атмосферата што имаме помеѓу нас, помеѓу стручниот штаб и ние тоа мислам дека ние на репрезентација го нема. После овој таков пораз пак се држиме јако и уште сме помотивирани да да не кажете дека изгубивме 5-0, па сега ние си го знаеме нашиот квалитет и таа наша колективот ни е најакото оружје. Во нив верува и човекот кој ги пречекува пред вратата на сениорската репрезентација. Тоа се момци кои во себе поседуваат победнички менталитет. Тоа е една генерација која долго ја чекавме во нашиот фудбал и овој успех не е случаен, значи затоа што случајно можеш да одиграш еден или два надпревари, а да бидеш доминантен во цела квалификацијска група, тоа е потврда на квалитет. Шпанија е веќе мината. Пред портите е младинскиот светски првак.
Покрај победата, репрезентативците имаат само една желба. Да продолжат да не бодрат како што го прави до сега, а ние ветуваме дека ќе го поправиме, например, дека ќе дадеме све од себе да стигнеме до победа и со Србија и со Португалија. Во 360 степени стигнавме до саботажата на Сречко Поповски. Звучи прилично лицемерно кога оној чиј потпис стои за сценаријата за македонскиот Rolling Thunder, со кој преку секојдневни бомбардирања од пропагандата требаше да се инициира внатрешен конфликт од сериозни размери. Оној што даде знак за формирање на десетици квази патриотически издруженија и со ќосева реторика ги стимулираше да станат локални рамбовци кои ќе ја делат правдата. Сега продуховен, не барем миротворец, наводно ја одбива таа стратегија и се обидува вербално да ги дистанцира, иако тие се дел од неговата придружба. Ги следам внимателно повиците за виетнамски сценарии, улични борби или формирање на македонски терористички групи. Тоа само може целосно да ја растури Македонија. Јас такво нешто нема да дозволам. Иако цената за тоа е мојата судбина, тогаш нема никаков проблем. Еве ја. Таков судбински наратив не можеше да се чуе тогаш кога се уште се сметаше на можноста за преврат преку насилство. Па по собствено признание ќе се чека моментот на созревање и на преземање на одговорноста за стореното, пошто за некого поскоро, за некого подоцна, за некого никогаш, но за партијата која ќе расчисти со сенките од блиското минато, извесно ќе дојде денот кога ВМРО ќе се врати и ќе покаже зрелост и одговорност повторно да ја води Македонија. Пред да се врати, ќе треба некој друг да ја подсреди оставштината, бидејќи долгогодишното неограничено владење предизвикало таква комоција и слобода во која владата веројатно им наликувала на подиум за забава, на кој својот талент го прикажувале сите уметници на кои не можело да им се најде место во театрите, па со својот глас и давале тон на работата на чиновниците од кабинетот. Еве се трудам на лице кое што има средно мужичко училиште соло пеење, како да му најдам работен ангажман во генералниот секретаријат. Наспроти солистите вработени во владата во медиумите што беа формирани од функционерите солисти на владата, се појавуваат други солисти кои се истакнуваат со собствено авторство на умотворби, кои за да не биде сватено дека самите си ги измислуваат, како на творци се реферираат на тој што сигурно не би можел такво нешто да измисли. Јас би ве прашала наредно прашање, колку народот ќе изволка не може да чистат сите комунални предпријатија заедно, тоа е народна поговорка. Во таква ситуација, кога една од улогите не само информативната, туку продолжената едукативна функција не се остварува, епилогот е тоа што граѓаните почнуваат да ги мешаат мерните единици, па збунети, вадат нови дефиниции, како онаа за топлина, па ја мерат не во целзиусови степени, туку во зависност од оддалеченоста од сонцето. Задоволни не сме хич, само гледано како подвршничне температурите ни се 10 сантиметри. И на крајот, кога температурата е порасната уште од раните утрински часови. Најпрвен, добро утро на сите гледачи на вашата ценета телевизија К1. Добро утро. На сите што уште живеат во длабок сон. Добро утро. Ова беше се за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно.